Наш крајен цел е да вработиме невработени лица, што се наша евиденција, што имаме повеќе од 10.000 невработени лица, од кои бројка варира, некад погоре, некад доле, зависи од тој. Али моментално сме многу блокирани во врска со вработување во јавен сектор заради избори, док не заврши целиот процес на локални избори, не може ништо да правиме вработување. Ја и сега ги повикам сите овие образован кадар што е в школа, што сака да вработат, пошто е почеток на нова учебна година, кои инсистираат да вработат наставници или професори. Тој не може да врши, освен за идни неодложени да работи. А тој треба да се дава согласност од Министерство за образование и наука и од страна на општина, овие што се дел на која општина оснивач. Јас сум задоволен од текот на процесот на мерките, што беше јавен оглас. Иако оперативниот план ова година многу нешто идеше бавно од страна на Министерството за труд и социјална политика од влада, али сум задоволен од тој што имаше многу апликанти за било која мерка. Ќе почнеме поред некои мерки што се веќе у тек. Само вработување, грант, неповратени средства што се биле. Куманови имаше апликација 416 невработени лица, од кои прва фаза 220 веќе ми бија одобрени, сега имам повеќе од 100 што ми се одобрени втора група. Ова втора група ќе влегне од тој што имаше ревидирање на оперативен план од страна на влада. Тој ревидирање на оперативен план е тој што некои средства, некој вишак не треба да се вратат во буџет, туку тие пари што се предвидени на оперативен план треба да се реализираат за исполнување на активни мерки за обработување. Финансиска поддршка ми е у тек, од кои 91 апликација ова година имаше, од кои 80 се одобрени. Веќе у фаза сме на потпишување на договори и донесување на профактури од страна на правните лица и фирмите, што треба да вработат лица. Има овие 11 фирми не може да се уклучат заради тој што од претходна година имат загуба, значи завршена финансиска сметка за 2024 беше загуба, или немат платени придонеси последните плати. Да. А со овие други веќе сум у фаза на потпишување на договори, донесување на профактури, ги однесат профактури кад ги одобраме ние у банку и ги враќат назад кај нас. После кад му стигнат пари на сметка, директно се пребацат на добувач кај се набават роба, од кој веќе сум почнае да се од наредна недела ќе почне исплаќање на средства. И тој сум бил многу задоволен од страна на финансиска поддршка, имаше голем интерес. Практиканство ми у тек. Од 1 јули до 31 беше апликација. Веќе сум у фаза на потпишување на договори. На 1 почнаа да идат у прак со овие, од кои имаше голем интерес, повеќе од 80 фирми и невработени лица се било уклучени. Пожарникари имаше голем интерес, од кој ни беше одобрено, али кој беше како регионално опфатено, пошто ја покривам дел од Панланково и Кратово, од кој Кратово има уклучени 5 кандидати, Кратово има 1, Паланко има 5 души и кај нас су негде 28 души уклучени. Веќе идат редовно у пожарно таму држат практичен дел. Овој ќе трае негде 5 месеца и ќе примат 24.000 месечно овие кандидати што се, а услов е да се пријават редовно агенција за вработување. И може дел од тие ќе останат у пожарно како вработени лица. Зависи како имат како е нивен буџет. За практиканство, што ви кажав, 3 месеца треба да су кај работодавачот и ние покриваме 12.000 трошоци на практикант, од кој не су обврзани работодавач да ги држи на работа. Има и други атрактивни мерки, чекам јоште се у постапка на распишување на огласи. Возачи ќе биде поинтересно. За С и Д категорија, кој услов е да е невработено лице, за да земат С категорија треба најмалку да има Б година положена една година напред. И за С исто важи, а за Д категорија ќе треба да има 2 години на положена Е категорија. Друго прашање, нешто што имате, кажете во врска тој.
Кои се професиите кои што профилите кои што најдобри се Абе, бараат, обавезно не достигаат. барат повеќе листот на невработени лице образование се што е почеток на на учебна година. Има недостиг на природно научно математичко смер. Има недостиг на професор по физика, професор по математика, професори по физичко воспитание, овој што е по физкултура ние народно да кажеме. Тие се дефицитни многу и ги замолам сите овие деца што имаат завршено средно образование да идат да студираат овој, пошто кажам негде 900% дека работно место ќе биде гарантирано. И колку што имам информации, вие имате, пошто секој ден правите истражување на овие деца по физика да идат на овие смери што се. Факултет ќе е без пари и плюс дават субвенција од страна на држава, стипендија за да идат. Пошто на овие кадар имам дефицит. Имам други кадри што су среднисти, имам се многу, медицински сестри имам се многу. Нашиот цел, што ви кажав, да посредуваме, да вработуваме луѓе. Да ги вработиме овие невработени лица што барат работу, а на друга страна на вработувачи на фирми, да ги пополниме тие слободни работни места. Пошто и вие сте свесни не само кај нас, во нашата држава, Северна Македонија, туку целиот Балкан, цел регион е трендна миграција на народ. Да и надеме некоја стабилна работа на било кое дете да не се тргне надвор од држава. Тоа е наш цел. Тоа прави. Фирмите бараат исто така средно квалификуван кадар во смисла на високо квалификувани мајстори, занаечи во смисла на водовод, електрика, Да. одржување на клими. По техница, понатамо ќе пратиме и на обука, на квалификација до квалификација на овие. Али јас у постапка на распишување на оглас. Овие што заинтересирани ќе дојдат, ќе идат. Лани имавме сметководство. Пред некоја година имавме електричари, имавме фризерки. На тој време беше јас сам координатор и знам како иде овој работа. И беше у Перо Наков овие создавач на горен дел на обувки. На овие. Иако има само средно или едноставно. Сакаме да го обучиме а не со тој да земе една диплома и да бега во сраз. Не е само тој цел. Сакаме и наша економија да го развиеме. За тој што е вреден, што сака работа, може тој да преживее. Тоа е, разбирате. А околу имплементација на оперативен план, моментално не може да ви зборувам за цифри, колку се положени, колку не се положени, пошто све у ток на постапка ми. Овој самовработување ќе ми трае. Јас што ви кажав, сам у дел на тој има мечирање за агенција за предприемништво. У фаза на тој што прва фаза беше распишување на оглас. Втора фаза ни беше апликација на невработени лица. Со трета фаза ни беше селектирање од страна на генерална дирекција од Скопје, таму има си оправен одбор што прави селекција. И тој да не мисли дека е направена некој овој. Селекција е направена во основа на одговарање на прашање на тест, што имаше од страна на невработено лице, и овие прашања се беше поставени од страна на службеник координатори на мерка што се. И селекција е направена врз тој одговор што е даден. Ја не знам кој кандидат колку бодови има. Само тие од Скопје, од отправен одбор на Скопје знаат колку. И само ќе ми стигне листа. Моја работа е сакам сите 416 да се уклучат на мерка. Ама не е тоа работа да отворат бизнис, за 2 години да затварат. Најчесто за какви бизниси става збор? Имам сите смери. Има си салони за обавина, има фризерски салон, има си кројачи, имам си електричари, имам си овие фарбања што се гипсери, молери, има си со чистење на просторија, овие како се викаат овие стамбен, да, клининг што прават овие на домови. Имам си, знаеш што? Овој не беше многу, ние на сви одобрен, ама да знаат нешто овие невработени лица. Јавно апелирам. Да не мислат дека ќе надвор од тој што е пишано од бизнис план ќе набават нешто друго роба. Пошто контрола ќе биде јака. Ја од почеток кога дојдав на апликација му кажам на сите. Да не се деси
да се земе некоја друга роба од тој што е пишено бизнис план. Пошто контролата ќе биде јака, да знаете. И да не се деси дека да не плаќат при донеси. Пошто ќе треба да ги вратат пари и нема ја многу добро апелирав на сите странки. И кажав, луѓе, да бидеме малку по флексибилни, да бидеме малку све, ќе помогнеме све, ќе ви преведеме прашање, ќе ви кажеме све добро овој, ама да сте и вие сериозни. Нема овој нема отвори затвори бизнис. Јас знам фирма што е отворена од самовработување и уште постои. Од еден вработен стигна до 20-30 вработени. Тоа е сериозна фирма, што стварно треба држава да ја нуди, да ја помогне. Да. Ја ги замолам сите невработени лица, сите фирми што сакат да аплицираат, нека си праќат, има си јавни огласи, има си наш сајт, што сакат да го пополнат нивни работни места. Тој мора да вработи лице, али ајде не користи еден наш грант. И што овие што сакаше да кажу, овие што ќе примат грант, минимално 2 години мора да постои фирма. Пред тој не може да се отвори, просто треба сите пари, сите средства да ги врати. Друго, овие што веќе починаат да се делат гранти на финансиска поддршка на мали и средни предпријатија. Ако прима лице над 29 години, најмалку треба 90 месеци да го држи на работа и да не го намали број на сите вработени. Овие што се ранливи категории, што се социјалци, жена, насилство, роми, овие примат 220.000 грант и овие треба 12 месеци да го држат. А овие што се под 29 години примат 250.000 грант од страна на агенција и најмалку 15 месеца треба да го држи на работа, од тој период не може да го намали број на вработени, освен, не дај Боже, за смрт, изгуби работна способност или отиде у старосна пенсија.